Скандал во Скопје, нападнати родителите и децата со аутизам. Двајца мажи, од кои едниот најверојатно е член на општинско обезбедување, се обиделе да го срушат кампот кој тие го поставија пред собранието. Од обезбедувањето на град Скопје проба физички нашето знаме да го скине човек. После дојде млад дечко, значи ние да се легитимира кој е што е, после да ги руши шаторите. Воден од шаторите беше и дете, снимене, известена е полицијата. Кампот во Скопје го поставија околу 20 здруженија на родители од цела Македонија, кои бараат државата да си ја преземе грижата за нивните деца по нивната смрт. Тие од денес па во наредните 3 дена ќе кампуваат пред собранието, за што имаат поднесено и уредна пријава до сите надлежни институции. Токму и поради ова се шокирани од насилството и понижувањето кои ги доживеаја уште на првиот ден од протестот, но категорични се дека нема да одстапат, зашто ударот кој го добиле од животот бил многу посилен од било кој друг. Нас животот не е пекол, така да мислам. Не можете да смислите било што за да им биде потешко од ова. Луѓето кои денес ги поставија шаторите во паркот Жена отфрлаат каква и да е партиска поврзаност и очекуваат помош од секој поединец во парламентот. Се надеваме дека совеста ќе поработи на сите 120 противници. Во ова разединето општество се надеваме дека деците и возрастните со посебни потреби нека бидат тоа срзно ткиво. Нека се обединат околу битните работи за нас, рандривите категории, понатаму може да си тераат политика каква сакаат. Инаку главното барање на овие луѓе е институционално згрижување на нивните деца по нивната смрт, но не во оддели за душевно болни, туку во посебни установи со соодветна нега и грижа.